Членовите на СДСМ и ВМРО ДПМН во Штип вчера покажаа висока свест и одговорност и беа хумани дарувајќи крв. Двете партии масовно се одзваа на повикот на Црвениот крст и трансфузиологија, но единство сепак не демонстрираа. Имено, припадниците на двете политички партии крв даруваа на различни локации. Едните тоа го направија во просториите на Црвениот крст, а другите во трансфузиологија. Зошто? Па добро, јас најпрво ви кажал дека целта на акцијата беше да се собрат што е можно повеќе крвни единици. Помалку важно е каде и во чија организација е истото. Одлучивме тоа да биде трансфузиологија, затоа што таа е неповикана институција во едни вакви околности. Меѓу другото, заштитните маски кои што ги доставивме и дониравме беа наменети за медицинскиот персонал од оваа оделение кое што во наредниот период ќе биде изложено на висок ризик, па затоа одлучивме во оваа оделение во исто време да направиме и крводарителска акција и донирање на заштитни маски. Социјалдемократскиот сојуз вчера се приклучи на јавниот повик на крводарителската акција организирана од страна на Црвениот крст, а е во координација со општинскиот кризен штаб. Ние сметаме дека општинскиот кризен штаб во овие услови на функционирање, вонредни услови на функционирање на општината, има најдобар увид на потребите како на граѓаните, така и на институциите. Ние нормално и се приклучивме на еден јавен повик, на една организирана крводарителска акција, како не само во овој случај, него секогаш кога е имало и некоја потреба или некој повик од сличен тип. Сепак фактот што двете политички партии, иако на различни локации, покажаа иста одговорност, кај граѓаните не остана незабележено. Честитка до партиите и како еднашка да најдат јазик, заеднички да организирате на крводарителна акција. Тоа да поздравување за ВМРО и СДС, најдеа заеднички јазик за доброто за народот. Не би сакал критики, поздрав и песен само. Инаку, во вчерашната крводарителска акција се зголемија резервите на крв, но и се покажа дека за исти работи политичките ривали делуваат на ист начин, особено кога во прашање е хуманоста.